гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Премиерот Мицкоски, министерот за култура и туризам Љутков на Свечена академија во Нови Сад по повод 80 години од доселувањето на македонците во Војводина. Ставовите на новата бугарска влада кон македонските евроинтеграции предизвикуваат загриженост кај премиерот Мицкоски. За да бараат исполнување на обврските од Македонија, Бугарија треба да испорача исполнување на своите обврски и возвраќа на Петрова. Законот против пушењето ќе важи секаде во секој град и регион, нагласува Мицкоски. За тоа ќе се грижат 14 инспекции кои нема да имаат пардон за негово прекршување. ДДВ-то на бензините се враќа од 10 на 18%, но затоа намалената акциза од 2 денара останува. Пресметките на владата велат дека цените на бензините ќе останат исти, но ќе се намали дизелот за 6,5 денари. 19-годишен моторџија синоќа го загуби животот во тешка сообраќајка што се случи кај Пластичарската улица во Скопје. Радев не им го продолжува престојот на американските борбени авиони на аеродромот во Софија, бидејќи Вашингтон не им ги укина визите на бугарите. Од Сителовите репортери на теренот, Тамара Дичовска во живо од Нови Сад. Премиерот Мицкоски и министерот за култура и туризам Љутков попладнево ќе присуствуваат на Свечената академија во Нови Сад, на која ќе бидат одбележани 80 години од доселувањето на македонците во Војводина. Какви се активности се планирани во живо, ја прашувам од Нови Сад Тамара Дичовска. Добар ден од Нови Сад. Тино, попладнево ќе бидат, како што кажа ти, одбележани со Свечена академија 80 години од доселувањето на нашинците тука во Војводина во Србија. 80 јубилејни години откако македонци се од југозападните и западните краишта на нашата земја се доселиле тука во Србија и по тој повод денеска јубилејно ќе биде одржана и Свечената академија, како што кажав, која што тука ќе присуствува владина делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски, тука ќе биде и министерот за култура Зоран Љутков и секако представници од српската влада на чело со српскиот премиер Мацут. Но и покрај владините представници тука ќе биде присутна и претседателката на покраинската влада на Војводина, како и претседателката на Националниот совет на македонското национално малцинство тука во Србија, доста клучна институција с која што ги заштитува правата на македонците кои што живеат кај нашиот сосед. Пред неколку дена токму српскиот премиер имаше средба со претседателката на Националниот совет за македонско малцинство, каде што разговарале за правата на македонците кои што живеат тука во Србија. Тогаш Мацут изјавил дека Македонија и Србија се братски и пријателски земји ориентирани кон соработка и меѓусебна почит и секако дека малцинствата во оваа земја ги смета како богатство. Како што кажав, на Свечената академија свој обраќање ќе имаат македонскиот премиер Христијан Мицковски, неговиот српски колега Мацут, а тоа сето ќе биде проследено и со културно-уметничка програма. Тука ќе настапи и националниот ансамбл Танец, како и македонски естрадни уметници. Свечената академија започнува во 17 часот. Еден интересен факт е дека тука во Србија и во оваа покрајна има вкупно 11 основни училишта во кои се изучува македонскиот јазик како изборен јазик со цел да се зачуваат нашите корени за нашинците кои што се доселиле тука пред многу години. Токму и нашата заедница тука е признаена како национална заедница и од онаа клучна институција Националниот совет за македонски малцинства кој што се грижи за заштита на правата на македонците како преку образованието, така и преку културата. Ние сега ќе одиме и да ја проследиме Свечената академија која што започнува точно во 17 часот, а секако изјавите и делот атмосферата и нашите нашинци македонците кои што ќе бидат присутни таму, премиерите на двете земи, ќе ги имаме деталите и во вестите во 19 часот. Да, Тамара Дичовска, те очекуваме со пораките од Свечената академија во дневникот во 19 во живо од Нови Сад. Регион, нагласува Мицкоски. За тоа ќе се грижат 14 инспекции кои нема да имаат пардон за негово прекршување.
ДДВ-то на бензините се враќа од 10 на 18%, но затоа намалената акциза од 2 денара останува. Пресметките на владата велат дека цените на бензините ќе останат исти, но ќе се намали дизелот за 6,5 денари. Во вторник на владина седница, а потоа во собрание, владата очекува законот против пушењето да стапи на сила ова лето. Премиерот нагласува дека овој закон ќе важи секаде во секој регион и град каде претходно не се почитувал. Затоа ќе се погрижи 14 инспекции кои нема да имаат пардон за негово прекршување. Угостителите ќе имаат рок од 1 година да ги прилагодат терасите кои треба да бидат отворени од најмалку 2 страни. Новина е што електронските цигари добиваат ист третман со класичните. Законот за заштита од употреба на цигари, тутун и други сродни производи се очекува да стапи на сила ова лето. Во вторник ќе се најде на владина седница, пошто ќе биде испратен во собрание. 14 инспекции ќе казнуваат ако не се почитуваат законските одредби во цела Македонија. Премиерот најави дека нема да има повластени објекти, региони ниту градови. И би апелирал да побрзо се донесе и уште еднашка би сакал јавно, еве овдека да кажам, после овој наш состанок, дека нема да има повластени. Ако некој мисли дека ќе биде повластен, па бил близок со овој, бил близок со оној, па нема да го почитува законот, па него немали да го фатат и слично, се лаже. Можете еднашка да поминете неказнети, ако не ве фатиме, па дури и втор пат, но трет пат сигурно ќе бидете фатени и ќе бидете санкционирани. Така што, еве, ова е мојата конечна порака. Угостителите ќе имаат рок од 1 година да ги прилагодат терасите кои треба да бидат отворени од најмалку 2 страни. Фазната имплементација, односно така наречениот едногодишен грейс период, во кој што ние како угостителски сектор ќе имаме можност да ги преадаптираме нашите тераси согласно новите законски решенија, се со цел нашиот сектор да претрпи колку е можно помали економски последици. Покрај со угостителите законот е срочен и по консултации со представници на тутунската индустрија, откаде посочија дека се уште има многу области каде што може и треба да продолжи конструктивниот диалог меѓу засегнатите страни. Регулацијата на новите производи треба да остане и понатаму во фокусот на идната регулатива и наша понатамошна соработка, каде ја нудиме целосната експертиза како мултинационални компании со светско искуство. Во разговорите укажавме дека, согласно нашите искуства, прекумерната регулација и делумното ограничувањето на трговијата може да резултира со раст на нелегалната трговија. И во овој контекст треба да се разгледуваат позитивните искуства на дел од членките од Европската Унија. Освен класичните, со новиот закон се забрануваат и електронските цигари и другите несогорливи производи кои содржат никотин и тутун. Според министерот за здравство, целта е да се заштитат младите. Освен во угостителски објекти, не смее да се пуши ниту во приватни фирми, јавни институции, автобуски и железнички станици, постојки за градски автобус, пазари и јавни места каде има повеќе луѓе. Не смеат ниту да се рекламираат тутунски производи и на социјални мрежи, ниту од страна на инфлуенсери. Ја зголемува заштитата на децата преку намалување на нормализацијата, присутна во училиштата, заштита во приватно возило во присуство на дете, како и на 20 метри од влезовите на здравствените, образовните институции и установите за деца. Казните за непочитување на законот ќе се движат од 100 до 300 евра за физички лица, а од 2000 до 5000 евра за фирми. Според статистичките податоци, во Македонија речиси половина од возрастното население пуши цигари, а тутунот е поврзан со над 3600 смртни случаи годишно. Александар Динев, Сител телевизија. ДДВ-то на бензините се враќа од 10 на 18%, но затоа намалената акциза од 2 денара останува. Според пресметките во владата се очекува цената на бензините да остане иста или да се зголеми за половина денар, но затоа цената на дизелот би се намалила за 6,5 денари по литар. Се уште се преговара и со ОКТА за нов попуст. Намалените акцизи од 2 денари за горивата ќе останат да важат и од понеделник. ДДВ-то за бензините се враќа од 10 на 18%. Владата на вонредна седница утре делумно ќе ги продолжи мерките. И според очекувањата на премиерот, дизелот ќе се продава за 6,5 денари поевтино, а бензините или по иста цена
или незначително повисока. Се уште траат преговорите со ОКТА за евентуален нов попуст, вели премиерот. Врз основа на анализите како се движа цените на светските берзи изминатите, би рекол, 2 недели, односно втората половина од месец мај, и како се движат цените кои што беа изминатава недела, очекуваме да полека, но сигурно се стабилизираат цените и кај нас. Преговараме со ОКТА да видиме како ќе биде. Може би од таму да добиеме дополнителен попуст, барем за втората половина, односно за првата половина на месец јуни. Од почетокот на војната на Блискиот Исток, за да го амортизира ударот од растечките цени на горивата, владата донесе пакет мерки кои опфаќа повластено ДДВ и намалени акцизи. Обезбеди и попуст освен дувачот од 2, односно 3 денари по литар. Со тоа горивата кај нас се продаваа по најниски цени од регионот, што резултираше со зголемена побарувачка на бензинските лоцирани до граничните премини. Имаше денови кога 50% беше зголемен од вообичаено, имајќи предвид нормални и регуларни денови. И кога се тоа ќе се заокружи, ние и денеска, односно и она што го очекуваме во понеделник, ќе останеме држава со убедливо најниски цени на горивата. Инаку изминативе недели цената на нафтата на светските берзи полека се стабилизира и се движи околу $90 за барел, по договорот за прекин на огнот и евентуално завршување на војната меѓу САД и Иран. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. 45 предмети и 200.000 евра казни се изречени досега на фирми кои не го почитуваат законот за спречување нефер трговски практики. Ако највисоката казна досега е 20.000 евра, со планираните измени таа ќе се зголеми за 10 пати. Заменик министерот за економија и труд најавува од јуни активирање на оперативен план за предприемачи, за отворење собствен бизнис или вработување во постојните предпријатија кои годинава ќе изнесува 40 милиони евра. Комисијата за заштита која што го контролира спроведувањето на законот за нефер трговски практики досега има оформено 45 предмети и изречено казни од над 200.000 евра. Според заменик министерот за економија Маријан Ристевски, за да се заштитат граѓаните, казнената политика ќе продолжила со несмалено темпо, а до крајот на летото се очекува зголемување на казните и до 10 пати повеќе, како и до уредување на делови од самиот закон. До уредување техничко на договорите помеѓу добавувачите и трговците ќе има одредени промени, меѓутоа најголемите промени се очекуваат во казнената политика во наредниот период, каде што предвидуваме и 10-кратно зголемување на казните. Да напоменам дека казните најмногу изнесуваат до 20.000 евра во зависност од големината на трговците, а додека пак со новите законски измени кои ги очекуваме до крајот на летово да бидат 10-кратно повисоки за сите оние кои што ќе го изигруваат законот на грбот на производителите, добавувачите, а на крајот од денот и на грбот на граѓаните. При крај било и донесувањето на оперативниот план на владата, кој што и оваа година се очекувало да тежи околу 40 милиони евра и да донесе голем бенефит за граѓаните. Лани, услугите и мерките на овој план ги искористиле над 12.000 граѓани, од кои што 2600 биле дел од мерката за самовработување. Целта на оваа влада и на Министерството за економија и труд преку разни активни мерки од Министерството за економија и труд и оперативниот план преку Агенцијата за вработување да овозможиме да го употребат својот предприемачки менаџерски дух, да отворат сопствени бизниси или да се вработат во постојаните предпријатија, така да не дозволиме да заминуваат од државата како што тоа се случуваше масовно во претходните години. Оперативниот план со сите негови мерки се очекува целосно да започне да биде активен од месец јуни. За Сител, Дарко Штарговски. За справувањето со проблемот со уличните кучиња, активностите за нивно лоцирање и згрижување, за стратегијата за справување со бездомните кучиња и новиот закон за благосостојба на животните, за капацитетот и потребите на Лајка, за Скопје да стане град без улични кучиња. Тема на денот со Воислав Димитровски, директор на јавното предпријатие за благосостојба на животни скитници Лајка.
19-годишен моторџија синоќа го загуби животот по тешка сообраќајка што се случи кај Пластичарската улица во Скопје. На видеото од надзорна камера, како што објавија дел од порталите, може да се види како возило му го пресекува патот на мотоциклистот. Според информациите од СВР Скопје, синоќа во 22 часот и 21 минута е пријавено дека на крстосницата од булевар Никола Карев и улицата Прохор Пчински во Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Ауди А4 со скопски регистарски ознаки, управувано од НХ 31 година од село Визбегово, Скопско. Моторцикл БМВ со скопски регистарски ознаки, управуван од МФ 19 години од Скопје, и моторцикл Honda ХДВ со скопски регистарски ознаки, управуван од НБ 21 година исто така од Скопје. При тоа со тешки телесни повреди се здобил 19 годишниот МФ. Констатирани се во комплексот клиники Мајка Тереза, каде подоцна и починал. По наредба на јавен обвинител, возачот на возилото НХ бил лишен од слобода. Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа од СВР Скопје. Со приближување на главната туристичка сезона во главниот туристички центар Охрид се отвора прашањето и за поврзаноста со автентична гастрономија и незино вклучување во туристичката понуда. Проблемот на охридските угостители е исти менија во текот на целата година, а туристите бараат се повеќе сезонски, локални и автентични понуди. Збогатувањето на гастрономската понуда е клучен фактор за привлекување повеќе туристи и продолжување на нивниот престој. Локалните бизниси и туристичките работници треба повеќе да го насочуваат фокусот кон креирање автентични и незаборавни искуства, кои ги спојуваат традицијата и современите трендови. Ние секогаш мислиме дека македонската кујна тоа е скара, гравче, тавче, меѓутоа тоа е веќе за луѓе кои што немаат високи гастрономски, не се префинети гости. Знаете, тие сакат да јадат, а иначе ако зборуваме за префинети гости кои што бараат гастрономско доживување, тогаш тоа значи креирање првично на добра, вкусна храна, меѓутоа и комплетната атмосфера. Тоа значи звукот, музиката, како мирисат, што гледаат, каква музика му пуштате, како е презентирана самата храна, дали некој ќе му објасни за јадењето нешто што од каде е потеклото. Рестораните кај нас имаат исти менија во текот на целата година, наместо да нудат сезонска понуда по текот на светските дестинации. И постојано треба да се анализираат работите во менито. Она што зборуваме кај нас, например, сите ресторани користат исто мени цела година. Никогаш не го менуваат во однос на сезоните, што е многу погрешно, затоа што сите продукти не се достапни во секоја сезона и многу се скапи одредени продукти. Например, шопска салата да ја јадите во зима е прескапа, не потребна, зелката е многу поевтина, не се работи на тоа и на креирање на некоја контакт со природата. Ме сваќате, чинијата секогаш треба да отсликува годишното време. Добрите познавачи посочуваат дека се поголем број туристи бараат автентични искуства и поддржуваат локално производство, а нашата земја има огромен потенцијал за гастрономска понуда. Нина Аритоновска, Сител телевизија. А во Кочани се отвори прв центар кој ќе им дава психолошка поддршка на момчињата и мажите. Податоците од истражувањето говорат дека индикаторите за ментално здравје кај момчињата покажуваат влошување со возраста. Првиот таков центар инаку е отворен во Скопје пред 2 години. Досега вкупно 135 момчиња со преку 950 сесии добиле поддршка за проблеми поврзани со менталното здравје. Време кога менталното здравје се почесто се отвора како важна тема во јавноста, во Кочани започна со работа Центар за поддршка на момчиња и мажи. Станува збор за простор каде мажите од сите возрасти може да побараат совет, психолошка поддршка, разговор и помош за справување со секојдневните предизвици. Живееме во динамично време каде се очекува дека општествени очекувања имаат мажите да бидат силни, со тоа што често ги потиснуваат своите емоции и статистички многу поретко бараат помош за, односно стручна помош за нивното ментално здравје, што често подоцна може да доведе до последици. Со отварањето на овој центар, Кочани добива нов простор на доверба, поддршка и солидарност. Место кое испраќа силна порака дека грижата за менталното здравје е важна за сите и дека барањето помош е чин на сила, а не на слабост. Да создадеме простор во кој што ќе можеш да бидеш комотен и каде што ќе можеш да разговараш без да има
без да има предрасуди. Дополнително сметам дека е важно ние како невладина организација, партнерите од другите држави, но и сите професионалци во оваа држава никогаш да не го заборават Кочани и тоа што му се случи на Кочани, веќе мислам дека тоа е најмалку што може да направиме за тој град е да не му дозволиме да биде запишан на страниците на заборавот, туку секојдневно во рамки на нашите капацитети да ги потсетуваме луѓето и да работиме на подобрување и наоѓање начин како да се надмине оваа колективна траума која преживеа Кочани, а преку тоа цела Македонија и регион. Подотоците од истражувањата говорат дека индикаторите за ментално здравје кај момчињата покажуваат влошување со возраста. На возраст од 13 години дури 47% од момчињата учествувале во најмалку една и повеќе тепачки во текот на последните 12 месеци. Дополнително исто така студијата покажува дека 15 годишниците се справуваат, дури 1/4 од нив или секој четврто момче покажало дека има пријавило проблеми со спиењето или има лошо расположение. Првиот центар е отворен во Скопје пред 2 години. Досега вкупно 135 момчиња преку 950 сесии добиле поддршка за проблеми поврзани со менталното здравје. За Сител, Трајан Ристовски.